Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Ако за оваа година во предлог буџетот е најавено зголемување на акцизата кај нафтата, за наредната 2019 почнува прогресивно одданочување кај персоналниот данок. Вчера советникот Бранимир Јовановиќ истакна дека се предвидени промени кај данокот на добивка. Може ли да ни прецизирате какви промени се предвидени? Ако тоа не значи зголемување на данокот на добивка, што ќе значи конкретно? Тоа ќе значи флексибилност на наплатата на данокот на добивка во функција на мотивација на инвестициите. Ќе дадем отворени можности да и од тој данок бидат дополнително мотивирани инвеститорите да инвестират. Овде ќе немаме зголемување на данокот на добивка. Нешто реинвестираната добивка? Реинвестирани добивка, алтернативи, модерни трендови како модерниот свет располага со корпоративниот данок кој што се плаќа или данокот на добивка. Разгледуваме варијанти, тоа ќе биде транспарентно отворено, едно јасно, зголемување на данокот на добивка нема. А попрецизно што би значило тоа кај реинвестираната добивка ќе се намалува, ќе ги ограничувате фирмите? Не. Некако... Сакаме да отвориме можноста по пат на дебата низ коморите, следејќи ги модерните трендови кои што се дават како лепеза на можности. Токму таа добивка како сериозен извор за инвестиции, за нови работни места, за учество во бруто домашниот производ, по пат на дебата да отвориме многу варијабли на нејзината употреба. Но едно сигурно, не зголемување на данокот на добивка. Друго прашање надвор од темата и ќе им го дадам микрофонот те молам, на колегите. Наташа, извини, може да завршиме само со оваа сесија за буџетот? Ти благодарам. Ќе се навратиме и на другите прашањата. Благодарам. Христијан Повеле? Христијан Становек од Фактор МК. Пред да се донесе буџетот имаше големи најави за реформи во правосудството. Меѓутоа ако се гледаат вкупниот колач на расходи, за судството се одвојуваат 1% од вкупниот буџет. Тоа ми е прво прашање, дали можеби требаше повеќе средства да се издвојат за поголема независност на судската власт. Имам уште едно прашање. Еве вака, во резервоарите на буџетот и на јавно обвинителство и на судството има одредени механизми кои што се оставени за да се искористат законските моменти или можности на менеджмент, на унапредување, мотивирање, наградување дополнително кое што законот го дава и тие пари се предвидени. Ние внимателно ќе ги следиме буквално сите развојни тенденции во правосудството со конечна цел за негова комплетна независност, пред се мислам на политичка, законска, структурна, но и финансиска. Знаете дека долг период нема ниту вработување, ниту пополнување на работни места. Тој резервоар на пари останете таму. Нека се доекипира и судството и правосудството по одлуки независни на раководните негови органи, да ги следиме реформите, ребалансите на буџетите се отворени идната година, ако има потреба дополнително за заекнување со плюс пари за независност на судството, ние остануваме целосно на располагање. Една од трајните и главни определби на владата е независно правосудство во Република Македонија. Да, и второто прашање, од предлог буџетот се гледа дека се скратени 650 милиони денари од непродуктивни трошења, што се претпоставам наследени од претходните буџети. Тоа се оприлика некаде околу 10 милиони евра. Дали само толку вредат непродуктивните трошења што можевте да ги откриете и да ги скратите? Тама работа, јас реков, на пример, еве ви една ставка, таа е така поизразита само во една компонента. Непродуктивните трошици ги кратиме на секое можно ниво, на секаде. Ќе ви кажам неколку од мерките кои што ќе бидат пракса, се надевам уште почетокот на декември, а не почетокот на наредната година. Дадовме препорака и синоќ ќе отворивме дискусија за да конечната подготовка ја направиме. Сакаме од 1 декември секој договор склучен од било која државна или јавна институција која што е под надлежност на владата, а со препораки после и до општините, па и до другите јавни институции. Договор произлезен од јавна набавка ќе се потпише и ќе биде конечен, а ќе може да влезе во реализација кога ќе се објави јавно на веб страната на секоја институција. Целосно на повидок на јавност. Преку оваа мерка очекуваме сериозна транспарентност, но пред се и сериозна заштеда на трошењето на парите на граѓаните во државата. Непродуктивните трошоци ќе видите како се кратени и во делот на она што значи купување на мебел, она што значи планирани процеси за вкупно квадратура или, не знам, километри на асфалт, историски. Ако се реализирале 400 километри на рехабилитација на асфалтој
во некои претходни години и сега, ќе видите колку се големи разликите. Тоа го очекуваме да го постигнеме пред се преку транспарентноста, компетативноста на тендерските постапки и најголемите резервоари на заштити ги очекуваме токму тука. Она што значи јавни набавки. При јавните набавки согледавме дека постои голема можност за корупција и ќе направиме се таа корупција да ја намалиме на најниско можно ниво со тенденција да ја отстраниме комплетно. Борбата против корупцијата е една од трајните определби на владата и верувам дека преку тоа годишно е можно да се заштедуваат десетици и десетици милиони евра пари, кои што и како и требат на Македонија за секаков вид на развојни компоненти и за јакнење на стандардот на граѓаните. Да не зборувам за јавните предпријатија, акционерските друштва, агенциите во Република Македонија, буквално на секое ниво. И втората мерка која што ја проверува Министерството пред се од етички, но и од законодавен аспект, е можноста да секое враќање или повраток на ДДВ до компаниите биде јавно објавен. Освен да не нарушиме некој интегритет или посебност на компаниите, го проверуваме, сакаме секогаш кога се враќа ДДВ-то, тоа да биде јавно достапен податок. Граѓаните да го гледаат онлайн. Со тоа очекуваме да ги подобриме наплатата на приходите од данокот на додадена вредност. Тоа не е нешто ново што ние го измисливме. Современи европски земји го практикувале и се уште го практикуваат и дават тоа одлични резултати во перформансите и капацитетите буџетски на државата. Зејнула повелата? Зејнула Весели од вестникот Коха. Дали патот Скопје-Блаце ќе стане воопшто автопат и зашто не се предвидени буџетски пари за изградба на автопатот Скопје-Блаце? Заради тоа што преку финансирањето на овој пат и целата проекција некаде до крајот на наредната година завршува комплетната проектна документација за овој приоритетен пат за Република Македонија Скопје-Блаце. Секако дебатата заврши во делот на Визбегово и делницата која што поминува тука во урбаното јадро на градот Скопје. Наша цел е да го прошириме овој пат, да не ги уништиме објектите кои што постојат на бизнисмените. Дел од луѓето што се овде присутни веќе одржаа состаноци со деловните субјекти, но едно сигурно од клучката на обиколницата се до границата со Косово ќе биде целосно автопатско решение. Новата проектна документација треба да го даде решението кое што поминува во урбаното јадро. Целта е колку што може побрзо, макар месец порано, да завршиме со главните документации, тоа feasibility, идејниот проект и главниот проект за реализација на овој пат. Но останува во првите приоритети на државата заради економските интереси на Македонија. Трговијата со Косово е многу важна. Ружица повеле? Ружица, Фудиновска телевизија 24. Кога бевте во опозиција, бевте многу гласни во критиката дека вашите претходници не прават доволно за да го заштитат населението од загадувањето и чистиот воздух. Сега со предлог буџетот ќе се види каков е вашиот став кога вие дојдовте на власт. Колку пари се предвидени по оваа ставка, односно за проекти кои што треба да придонесат почист воздух во градовите? Значи, ако ги ставиме во сублимат сите проекти што ги правиме на краткорочен, среднорочен и долгорочен план, тоа се милиарди, десетици милиарди динари. Имајќи во предвид гасификацијата, имајќи предвид инвестициите во филтрите, не само во буџетот, посебно јавните предпријатија како Елем, односно акционерското друштво, заради РЕК Битола, другите јавни предпријатија, самите институции внатре во својот дел на буџетски ставки, кои што значат одржување на самите институции, имаат оврска да бидат пример во вградувањето на филтрите, со што сакаме да покренеме лавина на активности на деловната заедница и на граѓаните во делот на филтрите, но и секако еден дел од мерките ќе бидат спроведени преку локалните самоуправи градот Скопје. Правиме еден цел пакет за кој што е веќе отворена дебата, за да уште на краток рок, а тоа е во наредната година, да испорачеме резултати токму на тој план. Затоа го потенцирав секаде интересот на граѓаните, стопанството и здравието на граѓаните. Пред се, меѓу другото, мислам токму и на заштитата на животната средина, пред се на чистиот воздух за граѓаните. Тања, повеле? Сдруженијето на превозници Макам Транс поднесе официјално барање до Министерството за финансии за рефундирање на акцизата. Земјоделците исто така побараа да бидат иземени од поскапувањето. Кој е вашиот одговор? Дали ова ќе се случи? Знаете како, ние секој пат со достоинствено внимание ги разгледуваме сите иницијативи и отвараме дебат. Од 0,80 евра
литро на 0,86 не очекуваме буквално никакви импликации. Една година, мислам дека беше 11 или 12, по пат на растот на цената на нафтата на берзите, се покачи цената само за еден ден за 3,7 денари. Така да трите денари апсолутно никако не влијаат и нема да влијаат, но тоа е наш само став. Ние со достојна почит и внимание ќе ги разгледаме сите тие иницијативи, ќе ги видиме импликациите за тоа и секако сето тоа што го работиме е заради бизнис заедницата, земјоделците, граѓаните. Секако, ако има било какви рефлексии, веднаш ќе најдеме начин на нивна субституција, се со конечна цел само да бидеме поддршка за растот и развојот на сите сегменти од општественото живење, а не да бидеме нивна кочница. Така во врска со субвенциите во земјоделството предвидувате 8,4 милиарди денари, односно 136 милиони евра. Во предизборната кампања ветвувавте 160 милиони. Може да ни кажете зошто е намален овој износ? Заради тоа што нашата конечна тенденција до крајот на мандатот е да бидат 160 милиони. Јас верувам дека и 136 милиони ќе се зголемуваат во иднина, дури и со ребаланс, од проста причина, ако успееме да ги добиеме конечните цели со субвенциите кои што се програмска определба на владата. А тоа е зголемен квалитет во земјоделското производство и зголемен обем на земјоделското производство. Значи, ќе имаме стимулативен вистински аспект на субвенционирањето во земјоделието со конечна цел да расте севкупниот обем на производство на храна во Македонија. Знаете дека ветивме дека ќе наградуваме секоја зголемена количина во споредба со претходната година по хектар. Дека ако квалитетот расте и субвенциите ќе растат во поддршката кон земјоделците. Ако веќе ги видиме резултатите во првото полугодие, ние сме подготвени уште во ребалансот да дополнително определиме плюс пари, но конечната цел во Македонија да биде 160 милиони евра субвенции до крајот на нашиот мандат, но тие да стигат на вистинско место, да имат ефекти и цели кои што ќе постигнува Македонија преку субвенционирање. Васко Магешов, Макфакс. Господине Заев, председателот на Судскиот совет Караджовски изјави дека на судовите во Македонија им се заканува парализа, бидејќи судиите... Извините, може да завршиме само со сесијата за Па за буџетот? буџетот е Да, тоа. извини, во ред. Да, за буџетот прашувам. Бидејќи надоместоците за судиите поротници се срамни, 125 денари е една дневница за судија поротник. Тие тврдат дека доколку не се интервенира, судовите ќе бидат во таа смисла парализирани и дека не сте ги зеле предвид кога сте го планирале буџетот, нивните препораки за тоа како да се однесувате во таа смисла за да може да се осигури непречено работење на судовите. Како што реков, со достоинствено внимание и почит го планиравме целиот овој буџет. Прво има резервоари во буџетот за судовите, во буџетот за јавното обвинителство. Нека тргне реализацијата на буџетот, има целосно право согласно закон за покачувањето, согласно правилници кои што ги имаат, согласно законот, и за поротниците, и за наградата, кој што представува стимулација за учесниците во правосудството кои што испорачуваат резултати. Нема да дозволиме да бидат финансиите пречки во градењето на независноста на правосудството, заради тоа што е една од првите приоритети во реформите на владата на Република Македонија. И јас сум убеден дека ќе искористат отвореноста, комуникативноста со институциите за сите нивни потреби, се со конечна цел никогаш да не бидат пречки за исполнување на сите реформски приоритети, меѓу кои секако спаѓа и соодветниот надоместок на вработените или ангажираните лица во правосудството. Љупка Повеле? Рековте дека ќе се задолжувате на домашниот и на надворешниот пазар. Може ли точно да ни кажете колку ќе бидат задолжувањата и дали ќе има сигурна реализација на еврообврзницата на наредната година? Знаете како владата даде пас на Министерството за финансии да ги направи сите можни анализи. Рековме дали ќе има еврообврзница или не зависи од тоа колку ќе не чини. Ако преку таа еврообврзница финансираме скапи кредити во државата и вратиме скапи претходни обврски по обврзници, апсолутно сето тоа очекуваме да биде комплетно оправдано и ќе влеземе во задолжување преку еврообврзница. Но ако пазарот нуди скапи камати, ние ќе обстоиме на тенденцијата со најефтино финансирање да продолжи дефицитот во Македонија. Во моментот знаат сите економисти дека се одлични околностите. Македонија во просек плаќа 5,6% камата во сето она што представува долг. Знаете дека имаме врзници по 10%
камата кои што се земени. Ако можеме да ги замениме со 3-4% каматни стапки, верувате дека тоа ќе го направиме. Оти годишно само за камати Република Македонија плаќа 140 милиони евра. Нека ме коригира министерот за финансии ако со бројките нешто сгрешам. А пред некои 5-6 години тоа биле 50 милиони евра. Така да сакаме секоја можна заштита. Милион евра заштита, милион ќе решиме важни потреби на граѓаните. Мирко Повеле? Мирко Трајановски, телевизија Алсат. Јас имам две прашања. Првото е во однос на гасификација. Колку конкретно пари се предвидени и што ќе се направи конкретно во делот на гасификација во текот на 2018 година? И второто прашање ми е во однос на пензиите. Споменавте дека согласно законските обврски треба да има одредено зголемување на пензиите во 2018 година. Само малку да ги видам. Добро. 2 милиарди и 190 милиони денари се предвидени за гасификација за цела Република Македонија во проектот гасификација на Македонија за 2018 година или 310 милиони денари повеќе од претходната година. Конкретно зашто ќе се потрошат овие пари? Што е предвидено да се потрошат овие пари? Продолжува гасификацијата. Таму каде што е застаната, значи продолжуваме према Прилеп и Битола, продолжува реализацијата покрај Скопје, Гостивар и Тетово и ја напаѓаме буквално Македонија со цевки од сите страни, согласно националната програма за гасификација на Република Македонија. Еден дел ќе одат за експроприации, еден дел ќе одат за цевки, ископ и се, да ја поставиме комплетно гасоводната мрежа. Веројатно на почетокот на годината ќе ги отвориме сите можности за повикување на инвеститори во јавни приватни партнерства или директни инвестиции за гасификација на урбаните јадра во Македонија, Скопје и другите градови во Македонија. И второто прашање ми е во однос на пензиите. Споменавте дека согласно законот има практично обврска е тоа да се зголемат пензиите за одредено ниво во текот на 2018 година. Ме интересира колкава е сумата од буџетот на пари кои што ќе се одвојат за покривање на дупката во пензискиот фонд во 2018 година. Близу 500 милиони евра. Пола милиарда евра. Од државниот буџет трансферираме во фондот за пензии, за да може да има стабилност во пензиите, не само заради потребите за исплаќа по план на пензии, туку и за редовното годишно покачување. Колеги, предпоставам ги исцрпевме прашањата за буџет или можете некој? Повеле, Фирика? Да, еве прво Фросина, да, повеле Фросина. Фросина Димеска, Радио Слободна Европа. Владата синоќа реагираше наведувајќи дека во ниту еден момент во вашето интервју за Црногорската телевизија окажувањата за ваша ликвидација не сте ги довеле во релација со Руската Федерација. На што според вас, премиере, тогаш се должи реакцијата од официјална Москва? Јас на вистина останувам на ставот на владата и мојот личен став за унапредување на соработката со Руската Федерација. Македонија нема алтернативи освен Европската унија и НАТО. Тоа се наши трајни определби, но тоа никако не се коси со нашето зголемување на соработката со Руската Федерација. Генерално коментарите кои што ги дадов во интервјуто беа на основа на реакциите на Русија кога Црна Гора се зачленуваше во НАТО и случувањата што се случуваат токму во тој момент. Дадов само свој коментар. Генерално дадов коментар за нашата и мојата лична решеност во исполнувањето на овие аспирации на мојот народ. А тоа се преку 75% позитивни очекувања на граѓаните за членство во НАТО и Европската унија. Ништо повеќе, ништо помалку. Наташа, повели? Само момент. Иницијативата од дипломатскиот клуб аеродромот да се преименува во Киро Глигоров, Скопскиот аеродром. Направа ми се допаѓа идејата, но само јас сум еден од граѓаните на Република Македонија по вакви прашања. Сакам да ги слушам внимателно граѓаните, нека се развие дебата, ја стоиме на располагање да им служиме на граѓаните, да бидеме нивен сервис. Фирикан и Мирко и да привршуваме. Ферика Илјази од телевизија Шења. Веќе ако зачнавме еден дел од евентуална промена на името на аеродромот, дали тоа значи дека веќе одиме на пат кон некој компромис за промена на името на државата? Знаете, како јас само останувам на надежда дека навистина во вака силно изразени пријателски околности со сите соседи и со Република Грција имаме поголеми шанси од порано да изнајдеме решение.
Нема никакви новини, аз очекувам дека до крајот на овој месец ќе почнат да се раздвижуваат работите, макар на преговарачите со господинот Нимиц, стојам на располагање за премиерско ниво, министерот за надворешни работи е подготвен, веќе разговаравме со председателот на државата, по основа ова прашање Македонија мора да биде подготвена за исчекор конечно во решавањето на ова прашање. Јас се надевам дека опозицијата исто така ќе биде вклучена максимално, но не за нови блокади, не за нови одложувања, туку во функција да направиме се, да изнајдеме решение за овој горлив проблем, кој што е кочница на Република Македонија за нејзините интегративни процеси. Уште едно прашање си зирам. Дали освен пополнување на празните министерски места кои што треба да се случи периодов, имате плани на промена на партнерите во власта, односно дали има преговори со ДПА за влез во власт? Јас немам преговори со ДПА за влез во власт. Се надевам дека брзо ќе ги најдеме кадровските решенија за пополнување на испразнетите места, но останувам на определбата на сегашната владина коалиција за унапредување на соработката и со други политички субјекти и поединци во парламентот. Посебно е важно за она што представува национален интерес, реформите и главните приоритети на граѓаните на Република Македонија. Иле Повеле? Да се вратам уште еднаш на буџетот, колку пари се предвидени за Универзитетот Мајка Тереза? За? Универзитетот Мајка Тереза. На неколку ставки се предвидено капиталните 200 милиони евра, директно за 200 милиони денари, 200 милиони денари за изградбата и почетните фази на Мајка Тереза, со тенденција оставивме ако има потреба и повеќе ќе определиме. Сакаме главен приоритет да дадеме на реализација на таа програмска владина определба, заради тоа што таму се решени урбанистичките претходни постапки, локацијата е обезбедена, нема имотно-правни односи за решавање, главниот проект треба да се дозаврши до крајот на оваа година, за да може 2018 да стартуваме со неговата реализација. Секако има и дополнителни ставки, кои што се веќе еден дел историски во буџетот, тоа се заплатите, кои што функционираат, еден дел, некои 10 милиони денари дополнително ставивме пари за закупи, кирија, материјали, се што треба за негово функционирање. Целта е да навистина интензивно се гради во 2018 Универзитетот Мајка Тереза. Минатата недела имавме една судска одлука за која имаше големи реакции за случајот Куманово. Се бараше меѓународна истрага. Дали владата до овој момент има некој чекор во врска со меѓународната истрага на случајот Куманово? Чекорот кој што досега е направен е на информирање на представниците на меѓународната заедница да размислат на варијанти како би било тоа овозможено да има меѓународна истрага за овој случај. Ние сакаме, и тоа знаете дека е запишено дури во владината програма, да нема дилеми и дебати за сето она што представува неразјаснети работи пред се од транспарентен карактер, а е интерес на граѓаните на Македонија. Овој случај и како е интерес на граѓаните во Република Македонија. Верувам дека ќе ги најдеме начините со меѓународната заедница како да се оформи меѓународна истрага за овој случај. Може ли прашање за вице-премиерот? Анѓушев? Секако. Да. Опозицијата обвинува дека сте ја нарушиле или сте ја злоупотребиле државната функција со укинувањето на царината за акумулаторите. Еден став од вас. Ви благодарам за прашањето. Мислам дека неколку пати веќе имам одговорено на ова прашање. Станува збор за литиум-ионски акумулаторски батерии за производство на возила за електрични возила. Значи не станува збор за акумулатори кои што ги има во секое возило. Значи прво одредбата е само за производители, а е на иницијатива на полска компанија која што има во Македонија намера да отвори фабрика за мали автобуси кои што ќе бидат на електричен погон. И предуслов за отварање на таа инвестиција е практично да ова се случи. Но тоа не е само заради нејзе. Цел свет оди на електрични автомобили. Во сите држави во Европска заедница акумулаторите за електрични автомобили се ослободени, за да тоа се стимулира. Кога вие купувате автомобил електричен, тој целиот е ослободен, значи од акциза, за да се стимулира, значи, еколошкиот аспект. Вие пред малце и самите кажавте колку еколошките аспекти се важни, а сега, значи, одиме контра тоа и бараме тоа да не се случи во Македонија. Напротив, ние ќе ги применуваме и понатаму европските стандарди и ќе одиме по европските текови без разлика тоа како изгледа.
Дали вашата компанија ќе има бенефит од ова? Значи, компанијата Брако е како сите други компании во Република Македонија, таа е производител на електрични камиони и во моментот нема да има бенефит, бидејќи комплетното производство го извезува. Благодарам. Благодарам. Колеги, ви благодарам. Само да додадам еден дел. Сериозно сме влезени во преговори со американско-индиска компанија за производство овде не само и на возила, туку и на скутери на електрична енергија, која што само по себе е тенденција која што ја кажувам за да знаете дека сме во трајна определба на современите европски текови наследени. Навистина електричните возила секаде се ослободени од акцизи. Тоа ќе го правиме не само за акумулаторите, туку и за другите делови кои што се важни да стимулират електрични возила, како една од определбите кои што кажавме и за заштита на воздухот, секако односно еколошките аспекти за граѓаните.